Трет ден струмичани како масовно се собираат и даваат подршка на македонскиот народ кој ширум цела Македонија од сите градови испраќаат една порака, мукна порака за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Струмичани денес во голем број се собираат тука на градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица, од каде испраќаат пораки со едно големо не за воведување на двојазичноста на територијата на цела Македонија, за измени на знамето во уставот, во знамето и химната и се она што може да ја урниса независноста и сувереноста на Република Македонија. Кој што може да забележите и зад мене во моментот течат говорите и обраќањата на познати експерти, аналитичари и академици пред на собраната толпа народ која што тука од градскиот плоштад ќе се со протестен марш ќе се упати низ централните улици во градот. Во ова мое вклучување јас ќе разговарам и со професорот Лазар Партиков, кој што ги следи во последно време случувањата, политичките случувања во Република Македонија, меѓутоа и политичките актуелности тука во Струмица. Господине Партиков, вие сте дел од секој протест, секој собир тука во Струмица. Кои се пораките кои што денес ќе бидат испратени? Пораките се истите и од вчера и за воиднина, дека македонскиот народ нема да се согласи да прифати платформи подпишани и направени во туѓа држава и од туѓ премиер на соседна држава. Македонија е унитарна држава и така треба да остане. Никој не може да не убеди дека воведувањето двојазичност во Република Македонија ќе се зачува сепак унитарниот карактер и дека нема промени на уставот и така натаму. Се она што го видовме во платформата, а го прифати господин Зоран Заев, притоа убедувајќи во сопственото членство дека нема да има уставни промени, дека нема да се задира во уставот, дека нашиот устав е добар и така натаму, не може да убеди никога. Промена на грб, знаме и химна стои таму. Една од точките во таа декларација или платформа, да ја наречеме од Тирана, е јавно извинување на македонската влада за сторените злодела или геноцид врз албанскиот народ, почнувајќи од 1912 година. Ние тогаш не бевме држава. Кому треба да му се извинеме, од чие име? Во тој период македонскиот народ бил исто така поробен народ. Значи треба ние да се извинуваме од името на Србија. На тој начин правиме спори со Србија. Во нашата политика ни требат здрави политичари. Не луѓе што ќе потпишат се што ќе им понудат под нос со цел да постигнат таква цел. Тоа е макиавелизам жив. Јас разбирам дека целта ги оправдува средствата, меѓутоа сепак мора да постојат некои црвени линии. Народот нема да допушти некој да се поиграва со неговата судбина, бидејќи ова држава не ни ја даде некој на тацна. За создавањето на оваа држава е леено многу крв. Повеќе генерации македонци ја немаат таа среќа да го видат создавањето на државата. Ние имавме таа среќа. Јас сум роден во Титово време. Веќе 25 години имаме држава, меѓутоа нема да дозволиме после 25 годишно постоење да се распадне. Господине Партиков, специфична е општина Струмица, бидејќи лидерот на опозицијата е доскоро и прв човек на општината, се до поставувањето на негов заменик. Кажете ми, колку сето тоа има влијание што Заев доаѓа од оваа општина врз мислењето и пораките кои што ги испраќаат од собирите во Струмица граѓаните? Секако да имам силно влијание, бидејќи овде се не само тој и неговата партија, туку и неговата фамилија. Тој знае да ги изместува тезите и цело време говори за криминална банда, за фамилијата и така натаму во редовите на ВМРО-ДПМН, во Лудеачката партија. Меѓутоа, нека некој ми каже за која фамилија станува збор во ВМРО-ДПМН? Имиња, некои браќа, братучеди, кои се тие? Само кажуваат фамилија, а за фамилија Заеви знаеме. И Заевци се успешна фамилија која во услови на режим и така добро заработува. Тие вработуваат многу лица и ги држат, да не кажем, во својата пајажина. Не можеме да говориме за слободно размислување кај овие луѓе. Имаат силно влијание. Оно што тој го прави со своите вработени, им го припишува на спротивната страна, мислејќи дека тој како што постапуваат и другите. Не е баш така. Што понатаму, продолжуваат ли овие собери во Струмица, од ден на ден стануваат се помасовни и помасовни? Нормално дека ќе продолжиме, бидејќи ние резервна држава немаме, крајно време кога гледаме дека институциите на државата не прават ништо, јавното обвинителство па и е инертно, а специјалното пак е селективна правна спроведба,
Народот ќе се преземе судбината во своји раци за тоа што мандатот го има народот и народот е тој што одлучува. Ќе чуваме државата и му даваме силна поддршка на Иванов да остане доследен на своето недавање мандат на лица кои што се согласуваат со платформи подпишани во други држави. Благодарам за. Молам, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. И само за крај од ова вклучување да кажам дека освен овие мирни собори поддршка даваат и земјоделците. Вчера тоа го направија земјоделците од Струмичкиот крај, а денеска земјоделците од Валандово. Тие велат дека ќе ги проложат нивните едночасовни блокади на магистралните патишта се додека целосно не се отфрли албанската платформа.